Тимот кој минатата година представуваа Македонија на така наречената меѓународна олимпијада по роботика во Атина, а годинава се подготвуваат тоа да го сторат во Панама. Им велам добре дојде на Ален Кулјеван, електроинженер, Јаков Спировски, софтверски инженер, Давид Маневски и Димитри Митковски, ученици во средното училиште Георги Димитров во Скопје. Добре дојдовте сите. Добро ве најдовме. Со нас во студиото и тоа на масата пред нас е нивниот производ, роботот име First Global Challenge или првиот глобален предизвик или така наречена меѓународна олимпијада по роботика. За што всушност се работи? Да, First Global Challenge е надпревар во форма на олимпијада, каде што се надпреваруваат, како што го спомнавме, 192 земји. Целта е пред се дружење, после тоа е нели работа со самата технологија и секоја година има каде што Значи димензиите се ограничени. Димензиите се ограничени. Сепак има некакви правила. Така, да, и ништо друго не е ограничено освен тоа. И целта е да собере топки и што поефикасно да ги однесе во Nexus, а Nexusот е една кутија практично каде што треба да ги Депо за топки. Да. Кутија за топки. Кутија за топки. Не е така. И добро, Беше оваа година со тоа што целиме да се развие, да биде, да има повеќе компетиција, повеќе школи да се во тоа и да има практично внатрешна лига во Македонија, па после тоа да одиме на светскиот надпревар, пошто сега сме практично еден тим. може да учествува секој кој сака таму да се пријави или сепак има некакви стандарди кои треба да се исполнат, да се задоволат или некакви критериуми, нешто налик на квалификации за тие Возрастна граница за сега и желба за дружење, тоа е. Да, и секако љубов према технологија, нели, пошто тука треба колку толку да имаш љубов да правиш робот, да работи со електроника, програмирање. Така, Јаков, какво беше искуството минатата година? Дојдовте исто тука во студиото на Телма, го донесовте вашиот робот, експлозивниот Ајвар. Да. И со него Македонија ја представивте на Отворија игрите формално, сите искочевме, се репрезентиравме, а самите игри беа исто така многу интересни, беа добар челендж ни беше тоа за да го надминеме. Дружбата како секоја година е феноменална, сите со секој се дружи, се има колегијалност, има соработка и се надпреварите имаат надпреварувачки карактер? Имаат Олимпијадите или освен тоа, нели, што е така? главната порака за дружба, исто има и надпреварувачки карактер. Имаше друг тим кој што се надпреваруваше, но тие во последен момент не можеше, па ние превземавме и ни пиша малку погасно од кога што очекував. Така, значи немаше врска конструкцијата на роботот, изведбата, туку таму. Времето беше лимитацијата. Имавме само околу 20 на ден. И сега, вие двајца со Ален сте во својство на ментори, вие ги предводите младите македонски иноватори. Димитри, би можел ли ти да ни го опишеш ова чудо пред мене на масава, за што станува збор? Се разбира, можам да ви го опишам. Целта оваа година ни е да собереме највеќе што можеме топки во роботот. Главната функција на роботот е да се експандира оваа корпа, можеби корпата. Немаме тука топки да прикажеме како за жал не донесовме. Да. А ги пробавте? Да. Во лабораторија? Да, во лабораторија се тестира, се работи. Добро. Вториот дел, од кога ќе се соберат тие топки, оди ке мојот пријател Давид. Добро. Топките се спуштаат по рампата тука и од позади се крева овој системот што е на конец на јажето и ги пушта топките кај човечки играч кој што после ги фрла во тие големи кутии каде добиваме поени за тоа. Една топка, еден поен? Да. Можно поголем број топки. Да. Овој робот има име. Минатата година се викаше Теа, односно експлозивниот Ајвар, во превод сега на англиски. Како се вика овој? Овој робот ќе се вика Рис. 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 Што значи тоа? Нема многу големо значење, но рисот е македонското заштитено животно. Повторна символика, да. Повторна символика, некоја македонска, бидејќи сепак ќе претставуваме Македонија на меѓународна сцена и сакаме наша култура да изведба од конструкција, од цртеж, нели? Прво како треба да изгледа до самата конструкција, така? Да. И колку време трае тоа подготовка и кој го црта? Вие сте инженери, софтверски и електроинженери, имате ли кој го црта тоа како изгледа во илустрација во се започнува со митинг каде што сите седнуваме пред табла и ги гледаме, си даваме различни идеи во однос на играта. И пробуваме различни брейнстормингот до крај. Па година имавме доста време, отприлика месец и пол, месец и 10 дена. Уште работиме, уште овие останативе 2 недели дека ја одиме до Панама, ги користиме да го тестираме, да го направиме поефикасен и сите тие мали детали кои што може да направат проблеми да ги решиме за да ги бидеме сигурни и
да можеме најдобро да преформираме најдобро, да. Давид, кој дел од подготовката е најтежок? Програмирањето, механиката или тимскиот дух? Мислам дека Повеќе знаење или повеќе трпение и креативност? Трпение И како тоа се креативност. балансира? Па мислам треба компромис на сите идеи и некој и да се пробаат сите, кога сепак секој да е вредна, посебно на кога е се ново. Така, Димитри, може ли беше минатата година во Да, Атина? бев јас минатата. Може ли да ни опишеш како изгледа таму еден ден надпреварувачки во на Еден тие? ден од пророчки, значи Колку отприлика трае вкупно таа олимпијада? Колку дена? и потоа на крајот на денот се враќате во хотел. Добро, и ако минатата година немавте пласман со кој може да се пофалиме, мислам дека на некоја претходна во Женева, ако не се лажам, имавте бронзена медала освоена, нели? Да. Се вративме со медаља. Да, земавме трето место во алијанса од 190 држави. Таа година имавме највисок пласман, но За средношколци, замислете како тоа од нивна перспектива изгледа и што како искуство значи за младите иноватори во Македонија. Па, јас мислам дека за нив беше едно извонредно искуство, поготово минатата година кога прв пат учествува на овој надпревар. Не ни очекува дека од тој размер. Буквално 2000 надпреварувачи имаше горе-доле и дружбата, самата организација, мислам па сметаме дека ние ова што го правиме стварно е има многу голем бенефит за младината. Сега во однос на таа поддршка, ја би рекол дека не е се уште изградена како во другите држави. Сме имале проблеми и се уште некои проблеми каде што некогаш тешко ние да најдеме просторија или на пример поддршка за таму, дали е парична или дали е материјална обучна поддршка. Но на, да го кажем, неформалното образование, односно освен испитите, децата се дружат и стварно да креираат нешто, а во средна школа ја, генерацијата ше бев, мислам дека тоа беше доста лошо. Треба да се посвети повеќе внимание на тоа. Дефинитивно. Добро, на пример, еве минатата година во Атина, кои беа први? Кои освојува обично први места? Претпоставувам тоа се најтехнолошки развиените земји, САД, Кина, Сингапур, Швајцарија. па И кога ќе се споредиме со нив, што прават тие деца таму, што нешто различно од нашите? Зошто тие роботи таму се подобри или поквалификувани за што нели победникот од државните иде на ова олимпијада и за тоа би било убаво во Македонија исто така да се воспостави таков систем каде што може прво тука во држава да се надпреваруваат и после тоа најдобриот тим доди на олимпијадата и тоа ние се идните цели. Колку е реално Македонија еден ден, и тоа во скора иднина, да стане центар за роботика или за STEM иновации, например? Да речеме, колку како општество имаме капацитет тоа да го реализираме и сме насочени на тоа? Мислам дека би можело да се деси само ако се крене свеста и стварно Замина во странство. па мислам дека статистиките не лажат. Мислам како што гледаме повеќе млади лица, нели, одат надвор од државата. Сега мислам дека може да се даде од повеќе внимание кон нив, наместо да се понудат подобри бенефити за да тоа е исто така, мислам, со тоа инвестиција се подобрува и нашата држава, поради тоа што се инвестира во Децата сите имаат клуб по роботика во училиштата или повеќе ресурси, имале каде да дојдат до искуство со роботиката. Во Македонија никогаш не се пружала таква шанса да се. Во вашето училиште нема клуб за роботика? Нема. Забележав дека најголем број на деца што се вклучени во овој проект се од Георги Димитров. Тоа е случајно или таму се најголемите умови за роботика кога станува збор за средношколците во Македонија? Пола-пола, не е целосна случајност. Највеќе бидејќи моментално тимот нема многу рекламирање, немаме многу. Па после ковид нели беше се онлайн, тоа беше многу потешко и имаше други такмичења кои што беа онлайн, ама не беа на тој ниво кај што чепкаш нешто вистинско. И кога слушнав за ова, првично не ми беше онака, не го процесирав исто. И од кога бевме таму во живо беше многу поразлично кога се виде целата голема слика, колку е стварно голем надпреварот. Така, каде се состанува тим Македонија и каде тренира? Имате ваша лабораторија или тоа е нешто импровизирано? Имаме наша просторија моментално, се наоѓа нели тука во Карпаш, ама за воиднина ќе треба, мислам, Ви станува тесно? па да, ќе треба да се адаптираме малку дека најдеме, мислам да најдеме се што подобра просторија за да работиме. И како тоа изгледа кога се подготвувате или за надпревар, кога сте негде надвор, или кога го креирате ова? Дали
тоа повеќе изгледа на лабораториска работа или повеќе онака хаос на идеи, борба на концепти? Па бидејќи сме сепак млади деца и ова треба да е повеќе интересно отколку со парична цел, ние хаос на идеи, ќе земеме чипс, ќе земеме грицки, ќе седнеме во работилницата и ќе почнеме да работиме на роботот, ќе собереме сите деца. Има многу и дружба во ова, не е само работа. Се разбира, додека работиш, правиш моабет со другиот, се запознаваш повеќе и споделуваш идеи за роботот, тестирате, менувате, кога грешите исто така многу интересно ќе падне, ќе се лупне роботот и менувате, подобрувате и секогаш е битка. Од сите досегашни учества на меѓународните надпревари, има ли некој посебен ден што ви оставил најсилен впечаток и што било тоа? Имало ли некогаш нешто да тргне наопаку кога станува збор за роботот и како тогаш реагирате, бидејќи сте изумители и иноватори по природа? На првиот ден едно нешто интересно се случи, се преврти роботот и излезе од играта. Значи бевме дисквалификувани во првата рунда, но во следните рунди се најдовме и се пронајдовме, а највпечатливиот ден беше кога игравме во тим со Естонија и со Кина. Премногу ефективно изигравме и ги добивме највисоките поени возможни во целиот настан. Значи најдобрата рунда која што изигравме беше со Кина и со Естонија. Многу се запознавме и со естонците и со кинезите и верувам дека се уште не памтат. Споделивме многу спомени, беџови, флаери. Добро, кога ќе им кажете на вашите врсници дека се занимавате со роботика или дека сте затворени во лабораторијата и работите, конструирате робот, како тие реагираат? Ве сметаат дека сте како се вика сега во ново време, едно време како погрден збор беа бубалици. Дали ве доживуваат вашите врсници за некој посебен вид? Не сум сигурен дали не гледаат како бубалици, ама интересно им е нив кога ќе видат во живо, многу е поразлично кога. На слики личи како коцка нешто и дека има тркала, се движи, ама кога ќе дојдат да го прегледаат во живо е стварно поразлично чувство. Кога ќе видат размерот на ова што го правиме, навистина не гледаат веќе како бубалици, туку гледаат како нешто посериозно. И тоа е мислам целта на First Global. Да се представи роботиката како спорт и да не е нешто што го прават бубалици, туку да е нешто што сите деца може да го прават, без да бидат нарекувани погредни зборови, како што рековте. Кој предмет на училиште најмногу ви лежи, најмногу ви оди? Програмски јазици мене ми лежи највеќе. Не сум сигурен, ама ПМА сме и двајцата дека тие математики и така работи. Што би сакале да студирате понатаму? Јас избрана е струката или не? Струката се уште се размислува, но моментално гледам кон роботика на електро. Ја не сум сигурен. За ќе бидат природни науки, претпоставувам. Да, така некои природни науки. Колку време работата треба за да се создаде ова? Треба посветеност, дисциплина Да. или? Имате ли време за дружење со врсниците? Тоа малце нема, бидејќи Преку цела година или? Не е преку цела година. Од кога ќе ги добиеме деловите од First Global, ние започнуваме веднаш со работа, значи со планови, со идеи, со тестирање. И по цели денови сме таму бидејќи мора да се заврши. Ова е многу, да кажам, ако трпна работа и на многу проблеми не идуваш додека работиш. И тоа мислам не разликува од пример некој тим како кинезите, е што немаме толку човечки ресурси, нити па материјални ресурси за да можеме да менуваме, да тестираме, да пробуваме. Тоа е разликата, не е дека нема паметни деца во Македонија, туку само немаме ние материјали за да менуваме и да пробуваме нови идеи, туку тоа што ќе го направиме тоа. А кинезите го смениле роботот едно 10 пати. Создавањето на овој робот ви овозможи да видите како функционира праксата во Македонија и колку е тоа различно да се учи од книга. Може ли да направите паралела сега, бидејќи еве од како го правите роботот, видовте и нешто надвор од тоа теоретско знаење? Многу е поразлично. Мислам дека на училиште се фокусираме многу на теоретското и се од книга и кога ќе го видиш во живо е многу поразлично. Ти во глава имаш некоја идеја и звучи лесна, ама кога ќе пробаш да изведеш, ќе видиш дека не работи баш така физички. Ќе сакаш да ги ставиш, пример, рацете на роботот за да се движат, ама ќе видиш дека нешто не иде така физички убаво. И тоа си доаѓа со искуство. Со повеќе искуство ти пред време ќе можеш да предвидиш дали тоа е така или дали работи. Еве прашање за менторите. Димитри вели не дека немаме умни деца во Македонија, имаме многу паметни, меѓутоа нешто недостига. Што најмногу недостига, зборувавме веќе за системските слабости, меѓутоа еве директно да ве прашам, колку чини едно вакво учество на Олимпијада и кој тоа го финансира? Имате ли поддршка од државата во смисла на патни трошоци, обезбедување, сместување таму, материјали за роботот или моментално немаме, но сме во
комуникација со неколку институции, пробуваме да го решиме. Моментално сме спонзорирани од самиот First Global, пош имаат они фонд за земји од трет ред, да не речам. Што фали? Па мислам дека фали сериозност на самите институции, на сите тие луѓе кои работат во нив, да посветат малце внимание на мислам не само на роботиката, него на младите и на нивните интереси. Јаков, од искуството таму со другите тимови, разбравте ли можеби како изгледа една вистинска поддршка од страна на државата за еден ваков тим? Па реалистично спонзори и материјали за работа, 3D принтери, парични спонзори за таму, за да може да например ако нешто грешно отиде таму да се покрие. Тие двете генерални работи се најбитни за кои што другите држави кои што преформираат добро ги имаат, се материјали за работа и финансиска поддршка кој што ние сме отворени кон тоа. Кога би имале неограничен буџет, да речеме, што прво би направиле за да го подигнете нивото на македонскиот тим и за да мотивирате многу повеќе млади да се вклучат во ваквите работи, на крајот да останат дома, да се насочат кон иновации и технологија? Па практична едукација каде што средношколци ќе може да дојдат физички да ги градат, да се запознаат со деловите и така тие деца што се заинтересираат ќе останат и понатака ќе продолжат со тимот. Ќе имаш поквалитетни деца, но истовремено ќе имаш и можности за да им го дадеш тоа знаење за да се напреваруваат понатака. Добро прашање за сите. Дали ова што тргнува како забава или на некој начин конструирање на робот за учество на меѓународна роботска олимпијада може да прерасне во на некој начин стартап бизнис? Дали можеби се гледате како идни инженери и вие, па заеднички здружен тим да направите некоја иновација од Македонија што на пример ќе го освои светот, како налик на стартапите од последните години што дојде од многу земји? Па да, за тоа мислам формиравме здружение за роботика каде што тоа ние целта на пример ако дојде до некој проект каде што може да учествуваме, кој што ќе го бенефитира државата. Сега баш како класичен стартап не би рекол, ама би рекол дека е нешто комбинација во тој на таа насока одиме полека, освен надвор од олимпијадата. Добро, и за крај прашање за Димитри повторно и за Давид. Кога би имале можност, неограничен буџет, ресурси, поддршка од менторите и од државата, базирано на вашата креативност, каков робот би создале за да го реши најголемиот проблем со кој се соочува македонското општество? Што робот би направиле за да ни помогне на сите нам во држава? Феноменално прашање. Тоа не е одговор кој може да се даде на брзина, тоа е многу длабок проблем. Еве вака на прва. На прва вака, искрено со многу повеќе материјална поддршка, ја мислам дека треба да се повикаат повеќе деца нова. Моментално, местата кои што ги имаме во тимот се лимитирани поради материјалните лимитации кои ги имаме. Ако имаме повеќе парична поддршка, можеме многу повеќе деца да повикаме да работат со нас. Ако го имаш повеќе мозоци да работат на еден проблем, се разбира многу подобро ќе се реши. И кога ќе ги собереме сите мозоци, каков робот ќе конструираме за да го реши најголемиот македонски проблем? Еве Давид можеби ќе помогне со идеја. Па не знам што е конкретно најголемиот македонски проблем. Според тебе што е најголемиот? Според мене во држава. Незаинтересираност. Мислам дека тоа е. Кога не многу луѓе се заинтересирани во било што е тоа. Треба да направиме робот што ќе најде начин како да ги заинтересира ќе привлече внимание во Македонија, да привлече внимание. И би рекол ајде прашање за менторите, можеби вие треба да од кај вас да произлезе идејата. Ја би рекол автоматизација на многу процеси во државата, на пример агрокултурата, не знам, исто така модернизација на системите. Као тоа би рекол дека е најголем проблем кој што сме по назад од другите. Има некои работи кои што се поефикасни со роботи, на пример, како што реков агрокултурата. Тоа ми е најголем спектар каде што може да се напредува со конкретно роботика. Друго не знам вака од прва сега не ми текна. Але нешто додаваше дека зборува младите. Да, јас мислам што би било најголемиот изум автентичен македонски за решавање на некој наш овде локален проблем? Да, спомнавте, најголем проблем во Македонија, машина за ајвар треба да креираме и мислам дека сите ќе се заинтересираат да влезат во роботика. И ќе бидат задоволни. Да. Немаме поголеми предизвици освен производство на ајвар. Па за сега мислам дека не, за есенва не. За сега највиден проблем од прв поглед е ѓубрето според мене. Ако дојде некој од странство, јас мислам прво ќе примети ѓубрето, ако направиме еден робот што многу брзо и ефикасно собира ѓубре, тоа ќе биде решено. Не ни требаат ни градоначалници. Не ни треба.
Добро, Ален, Јаков, Давид и Димитри, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да си кажеме, и посакувам голем успех во Панама, па да се вратите со медаљот тамо со рисот. Фала ви многу. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и довидување утре во истото време.